Вести на Канал 8. Расте бројот на криминални случаи во општина Кочани. Според полициските анализи, во моментот се регистрирани голем број измами, во кои непознати лица со изнесување лажни околности земаат пари на заем од граѓаните без да ги вратат. Граѓаните во Кочани се почесто наседнуваат на лажни ветувања од непознати лица кои им побарале пари, а за возврат ветувајќи им некаква услуга или помош, зашто дури давале гаранција во предмети за кои подоцна се утврдува дека имаат мала или никаква вредност. Иако најголем број од таквите случаи се пријавуваат во полиција, истражните органи се немокни во откривањето на сторителите, со оглед што граѓаните кои дале пари не знаат со кого точно ја склучиле сделката. Според информацијата од полициската станица Кочани, следејќи ја состојбата со криминалитетот на подрачјето што таа го покрива, констатирано е дека имотните деликти се во пораст, посебно во извршувањето на кривичните дела измами. Од граѓаните пристигнувале пријави за присуство на непознати лица, кои се извршители на криминални дела, при што били измамени повеќе граѓани од Кочани. Непознатите лица се представувале како државјани од други држави, кои учествувале во сообраќајна незгода во која бил повреден некој нивен близок роднина. За лекување на наводно повредениот им биле потребни пари, па затоа барале поголема сума на заем, за која како гаранција давале лажен накид. Исто така имало пријави и од измамени граѓани кои им дале пари на непознати лица, при што им било ветено дека за возврат тие ќе им донесат огревно дрво по поволна цена. По извесен период, откако ќе ги земале парите, наводните снабдувачи со дрва биле недостапни за измамените граѓани, односно ниту ги донеле дрвата, ниту пак се јавувале на телефонските броеви што ги оставиле за контакт. Поради тоа, од полициската станица ги предупредуваат граѓаните при разговор со лица кои им нудат ваква или слична услуга да посветат внимание на дијалектот на кој изборуваат непознатите. Исто така треба да внимаваат и на нивниот личен изглед, на регистрерскиот број, марката и бојата на возилото што го управуваат и на други детали што можат да помогнат во откривањето на идентитетот на измамувачите. За да се спречат измамите, полицијата упатува апел до граѓаните на телефонскиот број 192 да пријават сомнителни или непознати лица кои на продажба им нудат огревни дрва, садови за домаќинство или пак нудат услуги за претскажување иднина или гатање. За 25 ученици од кочанските основни училишта се уште не е започната учебната година. Заради гроздоберот на кој одат со своите родители во септември, ќе тргнат на училиште еден месец подоцна. Кога ќе се вратат во училишните клупи, товарот паѓа врз наставниците, кои се должни на ученикот да му помогнат со надокнадување на испуштениот материјал. Не е мал бројот на учениците кои поради заминување во странство или гроздобер го одложија стартот на учебната година. Ќе тргнат на училиште еден месец покасно од почетокот на учебната година, а истите се најавиле во училиштето во кое треба да учат. Во Кочани такви ученици кои не седнале во училиштите клупи се околу 25 во трите основни училишта. Законски основното образование е задолжително. Учениците имаат право од редовната настава да отсуствуваат најмногу 30 дена. Голем дел од учениците по завршувањето на гроздоберот или враќањето од странство повторно се враќаат во училишните клупи. Тогаш целиот товар паѓа врз наставниците, кои се должни на ученикот да му помогнат со надокнадување на испуштениот материјал. Законот за основно образование вели дека најстрогата казна за неодење на училиште изнесува 400 евра. Децата со посебни потреби нема веќе да бидат приморани да посетуваат градинка во други општини. Центрите за згрижување на деца со посебни потреби во детската градинка Павлина Велјанова се во завршна фаза на изградба и наскоро ќе бидат пуштени во употреба. Детската градинка Павлина Велјанова за непол месец ќе може да ги згрижи и децата со посебни потреби од Кочани, кои што се во предшколска возраст. Се адаптираат две простории во центри за згрижување на такви деца. Станува збор за заеднички проект на Министерството за труд и социјална политика и општина Кочани.
Општината Кочани ги врши пренамените и ги дава просториите од детската градинка, а додека Министерството комплетно ќе го опреми, очекуваме дека за месец дена тоа ќе биде комплетно завршено и овие наши хендикепирани лица кои што се од општината Кочани ќе најдат свое дневно сместување. Ние сега дел од тие ги праќаме во соседните општини, сме изложени на дополнителни трошкови и ние и родителите на тие деца. Со ова очекуваме дека тоа прашање ќе биде надминато. Димитровски не можеше да каже колку такви деца има во општината, затоа што бројката се евидентира во Центарот за социјални работи. Само истакна дека со добивањето на вакви центри многу полесно ќе им биде и на родителите на тие деца и на самата општина и градинката. Се зголемува бројката на наставниот кадар во градинките кои се грижи за децата од ромска националност. 2 воспитувачки ромки во детската градинка Павлина Велјанова се примени и веќе добија решение за работа за редовен работен однос. Наставниот кадар во детската градинка Павлина Велјанова е зголемен за уште 2 нови вработувања. Овој пат станува збор за воспитувачки од ромска националност кои се примени да се грижат и да ги воспитуваат децата роми кои посетуваат градинка. Специфично е да се воспитуваат ваквите деца, затоа што најпрво треба да го совладаат македонскиот јазик и наставните содржини на истиот јазик, да се социјализираат и да нема поделба помеѓу ромските и другите деца. Тоа се постигнува и со програмата на владата Декада на ромите и инклузија на деца роми во воспитно-образовниот процес, кој континуирано тече веќе 7 години. За новите вработувања соопшти министерот без ресор Неждет Мустафа при вчерашната посета на Кочанската детска градинка. Нема место во Република Македонија или во владата на Република Македонија, во извршната власт, каде што не се присутни етничките заедници. Се отворија веќе вратите на сите министерства, на подрачните единици, на единиците на пониско ниво, како што се и детските градинки во соработка со градоначалникот. Јас сум многу среќен денеска и тоа да го истакнам дека 2 ромкини веќе примаа решение и се вработени во редовен работен однос во градот Кочани и тоа од буџетот локалната самоуправа во соработка со владата на Република Македонија. Со декадата на ромите, вратите на сите институции во Република Македонија се отворени за сите заедници. Таква е политиката на владата, рече во изјавата министерот Мустафа. Роми се вработуваат и во министерствата, во локалните самоуправи, во училиштата, па и во градинките. И значително се намалуваат предрасудите на секој граѓанин од различна етничка припадност, посебно во делот на вработувањето. По 1,5 година застој во изградбата продолжуваат градежните активности на спортското игралиште во Облешево. По поставувањето на темелите и бетонската основа, местото беше напуштено и преполно со вода, а сега со ново техничко решение се ветува негово брзо завршување. Во Облешево продолжија градежните работи околу мултинаменското спортско игралиште, чиј инвеститор е Агенцијата за млади и спорт. По поставувањето на камен темелникот и почетните активности пред повеќе од 1,5 година, изградбата беше прекината, а просторот се претвори во голем базен со застоена вода. Иако најавите од агенцијата беа дека игралиштето ќе се заврши во максимално краток рок и ќе биде предадено на користење уште пред едно лето, тие не се реализираа во практика. Работниците и механизацијата што беа ангажирани на изградбата се повлекоа, а над земјата остана да дзирка само бетонската основа што ги означува контурите на спортскиот терен. Веќе со Агенцијата за млади и спорт подолго време изнаоѓавме решение кога го имавме на теренот за изработка на повеќе динамиските игралишта во општината Чешиново Облешево или поточно на игралиштата во село Облешево и во село Чешиново. Со тоа што имавме многу подземни води, дојдовме до решение дека треба да го подигнеме овие повеќе наменски игралишта за одредена бројка, мислам дека некаде околу 80 сантима. Веќе има екипи на теренот кои го работат тоа веќе нешто и се надам дека во најблизок рок и овие игралишта ќе бидат ставени во функција и младите ќе имаат своја можност да имаат своја рекреација или своји занимации околу спортот за здрав дух и за здраво тело. Новиот спортски објект во Облешево на почетокот од 2014 година се најавуваше како дел од проектот 100 повеќе наменски спортски игралишта во Македонија. Заедно со придружната инфраструктура е планирано да се простира на површина од околу 2000 метри квадратни, при што теренот треба да биде со димензии 42 на 25 метри. Според проектот, игралиштето е наменето за мал фудбал, ракомет и кошарка, зашто по завршувањето на градежните работи ќе се инсталираат и потребните реквизити. Дополнително се планира теренот да биде осветлен со можност за рекреирање во вечерните часови, како и да се постават клупи и друга придружна комунална опрема.
Со гала концертот во спортската сала капетан Кирчо Димитриов спуштена завесата на 30-тото јубилејно издание на Истибанското здравоживо. По повод успешното 3-децениско обстојување, градоначалникот на Виница Емил Дончев му додели плакета на директорот на фестивалот Стојко Митковски. Пред бројната публика што ги исполни трибините на спортската сала капетан Кирчо Димитриов во Виница, беше спуштена завесата на 30-тото јубилејно Истибанско здравоживо. На гала концертот, што беше последна фестивалска содржина, се представија сите 11 фолклорни ансамбли гости на годинешното издание, 6 странски и 5 домашни. Вечерта ја отвори домакинот фолклорниот ансамбл Китка со настап на младинската и детската секција, а по нив на сцената се појавија ветераните. Потоа следува изведбите на Србија, Литванија, Молдавија, Турција, Монголија и Бугарија, а помеѓу нив и настапите на македонските ансамбли. Градоначалникот Емил Дончев на директорот на фестивалот Стојко Митковски му додели плакета. 30 години овој фестивал е чувар на македонските традиции, обичаи и култура. 30 години овој фестивал продифилира ансамбли од скоро сите градови од Република Македонија. За да еден фестивал обстои во 30 години, пред се потребна е многу љубов, многу посветеност и многу труд. Тоа денес, на овој јубилеј од 30 години, сакам да врачам една плакета за заслуга на човекот кој што 30 години го организира овој фестивал. Уметнички директор на фестивалот, господин И на свеченото затворање на јубилејното фестивалско издание му претходеше дефиле на фолклорните групи покрај градскиот парк во Виница и низ центарот на градот. Фестивалот започна во саботата, а меѓу поважните фестивалски настани беа концертите во Македонска Каменица и Чешиново Облешево. Во програмата беше поместена и посета на музеот Теракота и Виничкото кале, како и еднодневна екскурзија во Скопје. Покровители на Истибанското здравоживо и годинава беа локалната самоуправа на Виница и Министерството за култура. Писмена честитка до граѓаните на општината по повод муслиманскиот верски празник Курбан Бајрам испрати градоначалникот на општина Кочани. Во неа, меѓу другото, тој повикува на меѓусебно почитување на граѓаните од сите етнички заедници кои живеат во неа. Верскиот празник Курбан Бајрам беше повод првиот човек на општината, Радко Димитровски, да упати честитка до сите припадници на исламската вероисповед, кои го слават како еден од најголемите во својата религија. Во писмената честитка, Димитровски нагласува дека овој значаен празник за нашите сограѓани муслимани за жртвување и покорност кон Бога. Овој празник не потсетува дека само помагајќи си едни на други, ќе го јакнеме со животот. Празникот нека биде мотив да живееме во меѓучовечко разбирање, почитување и хармонија и заеднички да градиме поубава иднина за нашата општина и за нејзините граѓани. Испраќајќи ви на искрени честитки, посакувам празничните денови да бидат исполнети со љубов, радост и духовен мир. Се вели во честитката од градоначалникот Димитровски по повод верскиот празник Курбан Бајрам. И за крај спортската информација. Одиграно е третото коло во женската фудбалска лига, по кое полека почнаа да се издвојуваат фаворитите. Кочани убедлив во Велес, Младост и Днина С со висок пораз дома. По настанатата пауза заради репрезентативни обврски на поголем дел од фудбалерките, в среда беше одиграно третото коло во женската фудбалска лига. Во Велес, Борец ЖПК Кочани 0:4. Истиот резултат и на надпреварот во Оризари, Младост и Днина С загуби на домашен терен од Конзули. На делба на првата позиција во овој момент се дури три екипи. Драгон 2014 кој е првопласиран заради најдобрата гол разлика 18:0. Кочани е на втората позиција со 11 постигнати и само еден примен гол, а Конзули се трети со 9 постигнати и еден примен погодок. Следуваат Ас Юнајтед, Борец и Статов и Топ Гол. Младост и Днина С Оризари се спушти на 8-та позиција со само 3 бода и гол разлика од 2:10,
На последните две позиции Тиверија и Речица без бодови. Следното коло се игра на 10 октомври, сабота, кога на програмата се надпреварите помеѓу Топ Гол Драгон 2014, Конзули Тиверија, Речица Младост Иднина Сауризари. Кочанија Никола Мантов го пречекува и Статов, додека во последниот надпревар силите ќе ги одмерат Ас Юнайтед и Борец. Толку во овие вести ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на канал8.mk. Довидување.